ВМРО-ДПМН е со проверени сили СДСМ во коалиција со граѓански сектори и интелектуалци на предстојните парламентарни избори. Пред се на носителите во изборните единици, ке власта без поголеми промени, се очекува дел од првиот тим да биде во преден план. Најверојатно стандардно лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски ќе ја предводи кандидатската листа во првата изборна единица. Министерот за надворешни работи според одредени информации ќе биде носител на двојката. Третата изборна единица би ја предводил Илија Димовски. Неизвестно е кој ќе биде носител во четвртата и петата единица, иако се споменуваат имињата на Никола Тодоров и Антонио Милошовски. Шестката би ја предводил Владко Ѓорчев. Владеачката партија е веќе на терен. Фокусот останува ист – 63 пратеници за стабилно мнозинство. Нивната стратегија не е да дојдат на власт, заради тоа што знаат дека не може да дојдат на власт, знаат дека граѓаните не ги поддржуваат, знаат дека немаат ни оддалеку доволен број на гласачи, но нивната цел е со разноразни деструктивни сценарија и конфликти да ја продолжат кризната состојба во државата. Затоа, секаде каде што одиме низ Македонија, бараме не само поддршка, бараме масовна поддршка, заради тоа што единствена гаранција оваа криза да заврши и да се стави во нормални рамки е ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија да освојат мнозинство, целосно мнозинство во собранието на Република Македонија. Кај социјалдемократите пак кои исто така се меѓу граѓаните, се ќе биде познато по конгресот на 6 ноември. Велат ќе правеле коалиција со граѓаните, широк фронт против власта, за разлика од претходните изборни циклуси. Раководството на партијата се враќа на листите. Неофицијално според пишувањата на одредени медиуми ниту Заев ниту Шекеринска нема да се соочат со лидерот на ВМРО-ДПМН Груевски. Според овие информации, Заев оди во шестката каде ќе треба да се бори со Ахмети и Тачи, Шекеринска во петата изборна единица. Во единицата, според спекулациите, би се појавил Стево Пендаровски, во двојката Никола Димитров, генералниот секретар Оливер Спасовски во тројката и Харил Оквенец во четворката. Дали шарената револуција ќе им го земе местото на некој партија од коалицијата на СДСМ? Заев вели дека е се уште рано за конкретни имиња на листите. Разговараме со професори, разговараме со работници, разговараме со земјоделци, разговараме со пензионери. Социјалдемократскиот сојуз и партиите од левицата и центарот склучија коалиција со граѓаните и тие ќе бидат застапени насекаде по нашите листи. Штом ќе бидат додефинирани коалиционите сојузи, веднаш после тоа ќе преминеме на одлуките на кандидати од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Значи во редоследот на одлучување ги оставивме последни. Се уште е рано, верувам дека многу брзо ќе можеме да соопштиме кои се конечно кандидатите на листите од страна на СДСМ и Сдруженијата опозиција. Предвремените парламентарни избори ќе се одржат на 11 декември. Изборната кампања започнува на 21 ноември и ќе трае 20 дена.